Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на Супер Звезда. Еве, како што не гледате, денеска сите сме фино убаво дотерани, сите сме весели и, како кажавме, нас и насмејани. И ќе ви мавнеме, драги гледачи, еве, ќе ви мавнеме, ќе ви пратиме и безброј бакнеши и ќе ве поканиме во следните 60 минути да останете со нас, бидејќи ќе правиме многу интересна и возбудлива емисија во која што ќе ви откриеме работи кои што досега не сте имале можност да ги видите и научите на друго место. А впрочем, каде дојдовме денес, кајде да кажеме, денес сме гости каде, во кој трговски центар? Денеска сме гости, еве, како што и самите слушнавте, во големиот пријател на дечињата, а и тоа е и големиот пријател на суперзвездичките, тоа е Скопје Сити Мол. Имаме специјална и уникатна можност денеска да бидеме гости овдека и да посетиме еден од најголемите светски ланци за продажба на чевлички, како детски, така и за возрастни. Дами и господа, денеска, како што гледате, сме гости во Office Shoes. Хајде да видиме какви тајни се кријат внатре и да видиме што се ќе сретнеме денеска интересно за нас и за вас. Одиме внатре, а вие, драги гледачи, доаѓате по нас. 3-4, влегуваме. По мене, дечки. Почитувани гледачи, сега се наоѓаме на вистинското место. За оние кои малку задоцнија, уште еднаш ќе повторам дека Супер Звездите денеска се специјални, ексклузивни гости во продавниците на Office Shoes. Поточно се наоѓаме во нивниот аутлет кој што се наоѓа во Скопје Сити Мол, а тука се наоѓа прекрасната Марија. Марија, здраво живо и добре дојде во Супер Звезда. Како си? Здраво, добро ве најдов. Многу ми е драго што ќе имаме можност денеска заедно да се дружиме. Инаку, почитувани гледачи, Марија е една прекрасна особа. Пред неколку дена ние се сретнавме заедно, имавме можност да поразговараме, да дојдеме да прошетаме и верували или не, јас повторно да си ја разгледам мојата омилена продавница за чевлички. Марија, знаеш ли ти дека јас овде изминативе година дена купувам чевлички редовно? Да, знаем. Не забележавте тука, нели? Да. И тоа не само јас, дури јас и целата моја фамилија, и сопругата, и керкичката. Приметувам секогаш кога ќе дојдам дека кај јас има многу дечиња овдека, полно е со деца. Која е тајната? Имаме детски обувки, продавницата интересна, шарена е, забавна е. Ние мислиме дека сме забавни за децата. Персоналот е топ прва лига. Да, се надеваме. Да видите децата што мислат за вас. Дечиња, ви се допаѓа ли овде, а? Да. Каква продавница е Office Shoes? Убава? Не, ви се допаѓа ли ова овде? Шарена, нели, да? Еве, гледате што се има. Има, например, овде за мајки, има тамо на таа страна за татковци, а бога ми и тамо позади има еден специјален, многу убав дел, наменет само за дечиња со едни прекрасни чевлички, кои малку подоцна ќе ви ги објасниме на сите. А сега ајде да видам, имате ли вие прашања? Дали сте подготвени да ја нападнеме Дада Марија? Подготвена ли си ти, Марија, да одговориш на сите прашања кои ги имаме? Ајде да видам кој ќе постави прв прашање. Еве, Злато, повели кој е твоето прашање? Јас се викам Ана и моето прашање е што е Office Shoes? Прекрасно прашање, Ана, ти благодарам. Ајде да видиме за сите оние кои што не знаат. Јас дадов кратка најава, но се надам дека ти тоа поубаво ќе го објасниш. Што е Office Shoes, Марија? Office Shoes представува ланец на мултибренд продавници од светски реномирани брендови, кои се веќе докажани на пазарот пред се квалитетните обувки. И конечно сега имаме можност една таква продавница да дојде и во Македонија, нели? Така е. Да видиме следното прашање број 2. Ова жапче овдека малечко, повели Злато, кој е твоето прашање? Јас сум Андреја и сакам да прашам дали Office Shoes има надвор од Македонија. Ти благодарам, Андреја. Фала, Злато, прекрасно прашање. Ајде да видиме, значи, дали постои Office Shoes и надвор од Македонија? Денес Office Shoes има преку 120 продавници во 13 земји ширум Европа. Во кои се простори може да се најдат продавниците на Office Shoes? Скоро сите бивши југословенски земји, како што се Србија, Црна Гора, Босна, Хрватска, Албанија, а исто така и Романија, Унгарија и многу други. Значи и низ Европа исто така ги има преку 120, кажа. Да. Ова се многу продавници, така, многу продавници и внатре се продава што? Какви брендови се?
Се продаваат брендови како што се Skechers, Caterpillar, Timberland, Polo, Ralph Lauren, Diesel, Lacoste, Converse, Kitten, Райдери, па нема Havaiana. Има ли крај на? Има уште. Значи нема крај на понудата која што може да се најде овде. Ај потоа ќе прошетаме и ќе ги видиме еден по еден брендовите кои што се продаваат овдека. А сега да продолжиме со прашањата. Кој ќе го постави следното прашање? Еве Злато, повели Злато, кој беше твоето прашање? Здраво, јас сум Марта и сакам да прашам од кога постои Office Shoes во Македонија. Прекрасно прашање, Марта, ти благодарам Злато. Ајде да видиме од кога постои Office Shoes овде кај нас во Македонија. Office Shoes постои од 2007 година, во Македонија значи цели 6 години. И задоволни ли сте од тоа како ве прими македонскиот пазар? Па ние сме задоволни, се надевам и купувачите се задоволни, се стремиме кон тоа. Морам да забележам дека на вистина продавниците ви се безпрекорно уредени. Има ли многу труд во сето што го гледаме овде? Па секако дека има, секоја работа, мислам, се бара труд, меѓутоа кога визуелниот дел на продавницата е волку обемен, секако дека мора многу труд да се вложи, за да изгледа се вака како што изгледа. И се приметува дека освен труд има и многу љубов. Тоа се чувствува и во воздухов тука. Се надеваме. Значи денеска сме на право место, почитувани гледачи, затоа останете со нас. Ајде уште едно прашање па да направиме една мала пауза. Кој ќе постави? Ти, Злато? Ајде, кој е твоето прашање, кукле? Здраво, јас сум Лара и сакам да прашам и какви цевлички бараат мајките и татковците. Прекрасно прашање, Лара, ти благодарам. Ајде да видиме, Марија, какви чевлички најчесто бараат мајките и татковците кога ќе дојдат кај вас? Па тоа е релативно, се зависи од нивниот стил и од намената за која купуваат. Меѓутоа јас можам да ви покажам дел од спортската линија на Skechers, која е најпродавана во моментот. Колку прекрасно. Ние ќе направиме сепак една мала пауза додека појдеме тамо на местото каде што се наоѓаат спортските чевлички на Skechers. Направете мала пауза и вие се гледаме во програма за неколку минути. А ние дечки одиме на лице место да видиме што се случува тамо кај Skechersот. Ајде по мене. Прекрасен амбиент и атмосфера, почитувани гледачи. Имаме токму овде во Office Shoes заедно со нашиот домаќин, а тоа е Марија, која што ме дружи во оваа емисија. И Марија, има сега тешко прашање да одговориш. Какви чевлички најчесто бараат мајките и татковците? Така, одлично прашање. Еве можам да ви покажам. Например, ова е спортскиот модел на Skechers од линијата Go Walk, кој што женскиот модел 36-ка тежи неверојатни 139 грама. Значи, колку едно пакетче кафе овие што се помали. Малци полесно, да. Дури и полесно, Така, да, изработени се од природни материјали. Да, не видено нешто. Почитувани гледачи, значи не е видено уште малку да е полесно, ќе полета. Така е, баш така, да. Значи, навистина, стварно, јас немам видено нешто вакво. Сите се таква серија? И овие биле, значи, такви, и овие, значи, црните. Ова се, предпоставам, женски модели? Женски модели, да, има и од машки модели, од истиот модел. Машкиот модел 42-ка тежи 196 грама, што на вистина е представува лесно. Пердов категорија, што би се рекло, леле на вистина, почитувани гледачи. Значи, не знам што да кажам. На вистина, ништо полесно немам видено од ова, а се чувствува дека е квалитетна, дека е цврста, дека е многу сериозно и многу здраво изработена. Значи, ова е хитот за ова лето или за оваа цела сезона? Па за цела сезона веќе, да, мислам, нормално сите дизајнирани се за брзина, така да на сите што им се брза некаде или едноставно за джогинг, за било што. Значи, Skechers успеа да наметнат еден сосема нов вид на размислување веќе. Па да, се трудат, секојдневно се трудат и мислам дека успеваат во Со тоа. нови ултра лесни материјали кои меѓу другото ги има во разни бои, во разни дизајни и јас сум воодушевен. Не е лоша идејата јас да се вратам после емисијава да пробам нешто. Па не е лош. Секако. Одиме ли понатаму да видиме што имаме понатаму?
Ова е за мајките што сакаат да пешачат, посебна линија, Go Walk се вика линијата. Овој модел тежи 99 грама. Така, готово се надмашивме сега, значи, од 130 отидовме дури на 99 грама. Леле, ова е, значи, стварно толку лесно да, почитувани гледачи, ова мора да се дојде, да се пипне, да се допре, да се види, за да може да се поверува на вистина. Ова е како да се направени од памуче. Мене така ми делува. На вистина се толку лесно. Да, изработени се со антибактериска влошка, така да можат да се носат на боса нога. Природно се движи стапалото, ногата си дише, така да... И удобни се, тоа е, мислам, најважна карактеристика кога станува збор за Skechers. Така, бидејќи јас носам Go Walk, еве во моментов и некое време само одам во Go Walk, морам да напоменам дека има едни специјални перничиња овдека долу. Да, тие се така наречени Go Impulsi. Да, кои што прават пружат повратни информации до мозокот за побрза реакција на телото. Јас Така да стимулираат. Баш така да ја. Јас морам да кажам дека кога одам по улица, буквално тие ми помагаат и чувствувам како да одам по облаци. Не, тоа е така наречен, мислам, материјалот е наречен резолайт. Тој е концентриран на средниот дел од стапалото, со што целата тежина на телото се пренесува баш на тој среден дел на стапалото. Така да, тука се чувствува удобноста баш кај овие сите модели. Така, имаме уште или тука завршив? Ќе направиме сега кратка пауза, драги гледачи, а да видиме со какви прашања дечињата ќе не пречекаат. Ајде да видиме, тие се наоѓаат тука, да видиме кој е следното прашање. Здраво, јас сум Исидора и сакам да прашам какви чевлички најчесто бараат бабите и дедовците. Прекрасно прашање. Ајде да видиме сега, Марија се наоѓа пред второто тешко прашање, какви чевлички најчесто бараат бабите и дедовци. Бабите и дедовците во принцип најчесто се одлучуваат за Skechers како најудобни со анатомска влошка и секако да можат да држат чекор со своите внучиња. Така ти, Марија, кажа дека не ги делите тука на баби, дедовци, на мајки и татковци, дека човек знаел млад да се чувствува и на 90 години, така? Така, но... Како што ја на 40 се чувствувам како 16 да имам, нели? Така е, да. Така да, ајде да видиме што е тоа што вие им го препорачувате на повозрастните. Па, во принцип е Skechers бидејќи се најудобни. Вистина, меѓутоа за така по-кежуал варијанта, тука се лакоста, поло, китен за женската популација. И нормално морам да го извам Caterpillar како бренд. Мислам, сите ги знаеме багерите што ги произведува Caterpillar, да. Ајде да одиме до Caterpillar да видиме тука ли се. Еве ги, значи. Тоа е таа фирма Caterpillar кој што ги произведува багерите, прави и чевлички. Чевли, да. Се е почната како работничка кондура, меѓутоа се искомерцијализирани доволно, така да стварно и убави се на изглед и се доста издржливи и удобни обувки, баш потребни за се што треба да се И завари. барани, значи, кои што ми одат години, веќе треба полека на нив да се превентирам. Па добро, и млади ги носат, не. Се шегувам. се шегувам. Супер, ајде сега да видиме, одиме со следно прашање. Кој од вас, дечиња, би сакал да постави прашање? Здраво, јас сум Срна. Сакам да прашам какви детски чевлички овдека се продаваат. Ајде да видиме да Марија сега што ќе ни каже. Кај се чевличките за дечињата? Тоа е она што цело време го чекавме и еве дојде момент сега да видиме, сепак детска емисија, многу дечиња не гледаат. Че можат ли тие да си ги најдат своите омилени чевлички кај вас? Па би требало да можат. Има детски чевлички од брендовите Skechers, Caterpillar, Timberland, Converse. Меѓутоа нешто што го нема нигде на друго место е револуционерната обувка за девојчиња на Skechers, наречена бела балерина. Еве да ја покажеме да може да ја видат гледачите. Станува збор, значи, за една софистицирана чевличка која што крие една многу интересна тајна. Станува збор за овој диск
кој што се наоѓа од долната страна, значи ова црвено кругче, со помош на кое дечињата можат да стапнат тука некаде на предниот дел на чевличката и да прават пируети. Тоа е тој диск кој што им овозможува да се вртат долго време во круг. Еве како што гледате, сите од овие чевлички, кои што се од линијата бела балерина, го имаат токму тој магичен и волшебен диск, кој што пак помага, нели, да не се изабе ѓонот толку лесно, толку брзо, да не се потроши долниот дел од чевличката и таа да може да си седи во ваква добра форма и повеќе години. Така е, да. Супер. Еве, дечињата ги сакаат, ги обожаваат. Злато, ти ја сакаш ли оваа чевличка? Повели Злато, ти која би сакала да ја пробаш? Ти сакаш да пробаш ваква Повели Злато? Инаку да видиме што има тука за момчињата. За момчињата се брендовите како Timberland, Cat и Skechers исто така. Ајде да дојдеме да видиме што имаме тука. Значи, еве ги кажавме дека ги имаме Cat, ги имаме Skechers, ги имаме Timberland. Имаме многу јунаци. Имаме еве такви јунаци кои што се дури и отпечатени тука на чевличките. Имаме чевлички во многу убави, интересни, во живи бои, значи ги има секакви светли, темни, црвени, плави, зелени, па дури и оние познати едни патики кои што многу од татковците ги носат. Еден од тие сум јас, ги има и во детска верзија. Ги си ги најдов моите во детска верзија. Колку прекрасно, па сега може татко и син, например, заедно да се шетаат со исти чевлички, така? Така е. Важно е да се напомене моделите на Skechers дека имаат сите анатомска вошка која што е многу важна за правилно формирање на стапалото, посебно кај децата кои се во постојан развој. Тоа е принцип по кој што производителите на чевлички во овие последни години, оние кои што вие ги застапувате, водат сметка за децата правилно да чекорат и правилно да се развиваат, така ли? Така, јасно. Значи, сите родители и дечиња кои доаѓаат овдека не треба да се плашат за квалитетот и за удобност на чевлички. Не треба, зашто сите се изработени од природни материјали, се имаат анатомска вложка. А сега би сакал да ни дозволите да направиме една мала модна ревија, дали може? Секако дека може. Прекрасно, супер. Почитувани гледачи, останете заедно со нас. Направете кратка пауза, а за неколку минути Супер звездите почнуваат со спектакуларна модна ревија, каде, ако не тука, во продавницата на Office Shoes. Одиме со пауза.
Ја мислам дека моднава ревија беше топ. Марија, што ќе кажеш ти? Одлично беше. Имале ли вакво нешто до сега овде? Прв пат ми. Ајде, мајки, татковци, деца, ама вакво чудо не се случило. Не. Навистина морам да кажам, драги гледачи, дека ја многу убаво вака се чувствував у целиот тек на ова снимање, на ова дружење и морам да ти пружам рука и да ти кажам дека навистина сте не само продавница, него и персонал број 1, кај кој што човек му е драго и кејф да се враќа повторно и повторно и повторно. Фала, многу топло не пречекавте. Фала ви многу. Сега имаме прашање, ведечината се тука. Ајде да видам кој ќе постави прашање, повели Злато. Здраво, јас сум Сара и сакам да прашам што оваа продавница ја прави различна од другите. Прекрасно прашање, Сара. Значи, што е тоа што Office Shoes го прави поразличен од другите? Па, како што веќе кажавме, застапени се повеќе светски реномирани, веќе докажани брендови. Така да мислам дека нема во Скопје продавница од овој тип со толку многу брендови на обувки на едно место. Имаме брендови и модели за сите генерации, така да персоналот гледаме да е на високо професионално ниво и се трудиме секој муштерија што ќе дојде кај нас да се излези среќен. Јас имам приметено кога и да дојдам, кога и да барам. Ретко кога се случува некогаш да нема бројче, ама секогаш кога нема, вие у компјутер гледате па ми кажувате каде да појдам и каде да го најдам, така е. Така да, се трудиме, работиме на тој принцип, се трудиме да бидеме снабдени по секое време, толку не сме на располагање, така да даваме се од себе. Изненадувате постојано. Ајде одиме со следното прашање. Повели Злато ти. Здраве, јас сум Теона и сакам да прашам кој се може да се најде чевлички тука. Ти благодарам, Теона, за прекрасното прашање и сега да видиме, драги гледачи, Марија да ни одговори. Значи, навистина, кој се може да си најде чевлички овде? Па секој мислам дека може, застапени се сите генерации, така да секој може, баби, дедовци, мајки, татковци, децата секако. Покажавме дека и мајки и татковци доаѓаат, шетавме дури у штиклите на мајките, кога ќе не видат мајките, че не искараат, ама тоа е што да правиме. Желбите на децата треба да се исполнуваат од време на време, согласно можностите. Денеска имавме можност тоа да го направиме, па зашто да не. Значи, која е најмала возраст за која што може да се најде чевлички кај вас? Најмала возраст се 1 година, па од 1 до 101. Од ние малечките како привезочиња, патичиња, кондурчиња. Добро, не од најмалите, меѓутоа мали се тие, да. Така да веќе продени деца можат да се најдат чевличиња кај нас. Од 1 до 101, ете го одговорот. Јас би сакал сега да те прашам нешто. Вела дека освен тоа што ги имате светските брендови број 1 кај вас сите заедно на едно место, вела дека имате и навистина многу добри реклами. Точно ли е тоа? Точно е, да, имаме. Хајде да погледнеме некој од нив. Еве, на пример, како ова со газелата која што ја гледаме во моментот. И е едно од моите омилени животни. Ова е чита, животното кој многу личи на јагур. Еве сега гледаме моментот кога ја брка читата газелата и нашиот човек се уфрли тука во кадарот. Видовме дека со патиките на Горан се е можно. Значи можно е многу брзо да се трча. Тоа е првата, ајде да погледнеме и втората. Ставнува збор нели за познатите тркачки кучиња кои најчесто ги има на трки во Америка и еве може да видиме значи разни кучиња спремни за трка. И еден булдог. И еден булдог. Булдогот ни не е така, може да се каже, многу брз, но тука еве го гледате. Тука се Горан патиките, така да. Прв стигна до сцена и со еден неверојатен потек ја помина, значи, од линијата за финиш и победи со брейк денс дизајн, така? Така е, да. Значи, навистина имате топ реклама. Фала ви. Ајде сега тогаш да направиме една мала пауза и да се потсетиме на рекламата за Бела балерина. Тоа е она што ги воодушеви денес нашите дечиња овде и да изгледаме, еве, на рад, да видиме зашто поточно станува збор. Ја видовме рекламата за Бела балерина, а сега Марта има прашање, повели Злато. Здраво, јас сум Марта. Сакам да прашам дали тука ги има чевличките што ги носи Ријана. Прекрасно прашање, Марта, ти благодарам. Марија, дали навистина овдека ги имате чевличките кои што ги носи Ријана? Да, станува збор за патиките од американскиот бренд Vans, кој што е многу популарен кај младите. Патиките на Vans си имаат свој оригинален фазон, оригинални се, модерни се во секое време и го представуваат личниот став на тој што ги носи, едноставно кажа. Така, може да ги видиме овдека, еве ги изложени се токму овдека пред нас и
мора да напоменам дека ги има само во Office Shoes и на ниедно друго место. Да, само кај нас ги има во моментот. Унисекс моделчиња се скоро сите. Тие се и за машки и за женски, може да ги носат. Со какви карактеристики се одликуваат? Лесни, тешки? Па првенствено се дизајнирани како бајкерски патики, скејтерски, баш тоа што е популарно кај младата популација. Удобни се за носење, убави се на изглед. Така, дали е точно дека и Джастин Бибер носи, например, вакви патики, токму од брендот Vans? Да, и Джастин Бибер, Тейлор Свифт, Майли Сайрус и многу други миленици на тинеџерите. Прекрасно, супер, значи кај да е време. И јас би требало да предам некој од овие. Па да, ако си купиш скиролова везна, да. Готово, бидете подготвени кај да е, со скироло лесувам овде. Ај сега да видиме, имам уште едно прашање, повели Злато. Кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Јован, сакам да прашам каде има Office Shoes. Ти благодарам, Јован, прекрасно прашање. На кои места се може во Македонија да ги сретнеме продавниците на Office Shoes? Две продавници имаме, двете се во Скопје, едната е оваа кај што сте ни денес гости во Сити Мол на Приземје, а другата се наоѓа на првиот кат во Градски трговски центар. И двете многу лесно може да се најдат. Па да, видливи се. Логото е доста видливо, така да мислам стварно е тешко да се промаше. Да. Пространи, широки, убаво уредени. Еве ќе замолам само камерата да направи вака еден круг да се види за што точно станува збор. Значи станува збор за навистина една огромна продавница на некои си 150-200 квадрати, колку што јас би можел да видам само во овој дел каде што доаѓаат, значи, купувачите, плюс дел за магазини и за други работи кои што се наоѓаат на страна, премногу љубезен и фин персонал. Значи се е навистина наредено, ставено на своето место, онака баш како што треба, подредено на начин на кој што ова не може да се сретне на ниту едно друго место и пред се многу љубов, навистина. Стварно тоа е тоа што ги прави Office Shoes поразлични од другите. Сакам сега, Марија, те прашам, дали наскоро може да очекуваме нешто ново во Office Shoes со оглед на тоа што вие нон-стоп изненадувате? Така, секоја сезона си е приказна сама за себе, така да стварно е тешко да не се очекува нешто ново од нас, така да повелете, мислам, нова сезона, нова приказна, нови изненадувања, така. И за баби, дедовци, за мајки и татковци, но и за нашите мили, драги гледачи, тоа се малите дечиња, кои што овде можат да си се вклопат во нивниот детски свет, во нивната детска приказна со прекрасни убави детски чевлички, така. Ме интересира наскоро Office Shoes ќе го има ли низ другите градови во Македонија? Искрено се надеваме дека ќе го има. Се работи значи на еден таков план, така да мене ќе ми биде многу драго доколку Office Shoes може да го има најмалку по една продавница во секој град низ Македонија. Ете, да видам дечињата ме чекаат, одиме кај нив, па да видиме тука и некаде и крајот на нашата емисија, на нашето денешно дружење, да видам што имаат тие да ми кажат сега. Дечки, како поминавме денес? Ајде, искрено, да. Беше ли најубав, а? Да. Имавме ли прекрасен и убав ден овдека во Office Shoes? Да. Дали навистина научивме какви чевлички треба да се носат, а? Да. Да, и ви се допаднаа ли чевлички? Да. Кои ви се вашите омилени, да видам? Балерина. Каква балерина? Бела балерина. Реч зелена што? Бела балерина. Бела балерина, браво, да ви кажам искрено, и тоа се омилените чевлички на мојата керкичка, која веќе ја поздравам во моментот. А вие сакате ли да поздравите некого? Ајде да им мафнеме на мајките, татковците, бабите, дедовците и сите оние кои што не гледаат и да им кажеме ви благодариме, почитувани гледачи, што бевте дел од ова наше денешно дружење. Имате поздрав од мене и од Супер звездите и од целиот персонал овдека во Office Shoes. Им благодарам што вака топло, срдечно и љубезно не пречека и ни овозможија да направиме една прекрасна емисија. А ние со вас, драги гледачи, се гледаме за 7 дена од денеска, а до тога слушајте ги мама, тато и купувајте чевлички каде ако не во Office Shoes. Чао, пријатно до гледање од мене, вашиот водител Дарко Мјалковски и малите супер звезди. Се гледаме наскоро. Чао.